Никола! 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 Благодарам. Добар ден, Демир Капирам. Добар ден, драги пријатели. Добар ден, вама да поманем. Сме тука денеска во подршка на кандидатурата на нашиот и ваш сегашен и иден градоначалник Трајче Димитриевиќ. Драги пријатели, овие денови сме сведоци на една психолошка војна. Втеруваат страв на сите страни. Заплашувања, притисоци, закани за бркање од работа. А во исто време демонстрираат надменост и арогантност. Главната работа како влада им е не да привлекуваат инвестиции кои ќе отвораат нови работни места, туку како да направат штета. Главната алатка не им е да ги слушаат луѓето и да им учинат на нив, туку како да ги заплашат со полицијата. Станавме држава во која полицијата, наместо да апси криминалци, таа го штити криминалот. Но забраваат, може би сега се во облаците, но колку повисоко летаат, падот ќе им биде поболен. Колку повеќе се закануваат, толку повеќе сме непокорни. Колку повеќе сакаат да внесат страв, толку повеќе ќе им порачаме дека не им се плашиме. Забораваат дека ние сме ВМРО и дека во нас гори таа прекосна идеја која се спротивставила на многу поголеми и пострашни закани од овие неспособни луѓе. Драги пријатели, СДСМ немаат никакви проекти, немаат програми и затоа зборуваат за воздух, за ветер и за магла. Видоа дека не може да се мерат со работа и удрија на криминални избори. Во првиот круг видовме како СДСМ спроведува избори. Страв и притисоци на сите страни. Во Македонија спроведува африкански избори. Стигнавме на рангот на Сомалија и Кенија. Скршен череп на градоначалник. Убиен носител на советничка листа. Следени кандидати за градоначалници, испокршени штабови на ВМРО-ДПМН, слики на партиски активисти во надпревар чии пиштол е поголем и подобро пука, а полицијата молчи. Молчи затоа што е соучесник во сите овие работи. Секој ден со име и со презиме дознаваме како потплаќаат гласови. Информираме, но нема реакција. Следниот ден истата песна ја продолжуваат. Но нема да не скршат. Нема да им дозволиме да не скршат. Затоа што народот гледа што се случува и ќе се врати се, ќе им се врати како бумеранг. И ќе има одговорност. Тоа им го порачуваме. Крајната цел на сето ова што го прават е да се сузбие секој слободномислечки македонец, кој се грижи за својата држава, кој си ја сака својата земја, својот идентитет, своето име, јазик. И преку разни механизми сакаат да делуваат дека сакањето на сопствената држава дека е нешто што не е модерно, дека е демоде. А авангардно и модерно е геј бракови, легализирање на хомосексуални бракови и усвојување деца од нив, легализирање на марихуана, максимално користење на алкохол и се она што не е нормално. Нормалното сака да го направат ненормално, ненормалното нормално. Во таква држава живееме во овие 5 месеци. А секој кој ќе помисли да ја штити државата, како што беше на 27 април, секој, например, кој снимал документарни филмови за македонската историја и македонските херои, или кој бил вклучен во градба на споменици на македонските херои кои ги дале животите за нашата слобода, треба да се плаши дали ќе биде наместен или притиснат или под било каков процес. Криминалците на слобода
Криминалците на слобода, а патриотите по затвор. Красничи на слобода, Едмон Темелко во затвор. Убиците на децата на Смилковското езеро ги пуштаат на слобода, а дедото за кубење коса 4 години затвор. Немилите настани на 27. април беа намерно испровоцирани. Тие беа реакција на акцијата за нелегален избор на председател на собранието. И што се случи? Со помош на надворешни фактори, од ноторен криминалец и национален предавник, како Заев, да се направи жртва. Овие луѓе треба да се ослободат и ние ќе направиме се во рамките на институциите тоа да се случи. Тие може би погрешија што влегоа во парламентот и физички нападнаа, но беа испровоцирани да го направат тоа. И гледајќи какви све криминалци се пуштаат на слобода и најавените 1000 и кусур амнестии на тешки криминалци, ние велиме што е тоа што тие го направија во споредба со овие криминалци што се пуштаат на слобода. И затоа велиме тие треба да се ослободат и да престане прогонот против нив. И додека прават разни спектакли, драги пријатели, економијата тоне. Индустријското производство паѓа. Извозот исто така. Секој ден се пониска прогноза за раст. Девизните резерви паѓаат. Македонија е сериозно економски различна. Нема ниту инвестиции, ниту нови работни места. Најважни се тендерите кои ги добиваат луѓето блиски до власта. Просечната плата, наместо да расте како што ветува, таа опаѓа. Пензии ветуваа дека ќе се зголемат. Не се зголемија, се запре зголемувањето на пензиите. Стандардот не оди нагоре, туку се намалува. Сиромаштијата расте. Погледнете, ниту се зборува за платите на докторите, на лекарите кои ги ведуваа, ниту за субвенциите на земјоделците, за повисока просечна плата пак и да не зборувам. Сето ова го заборавија. Но не заборавија да склучат штетен договор со Бугарија, со кој што, без да го прашаат народот, се согласија од откажување од македонското малцинство таму, од македонскиот јазик и од македонската историја. Се согласија да се сменат учебниците во македонската историја, од македонската историја и во идни на нашите деца да учат дека Илинденското востание било бугарско, а не македонско. Дека 11. октомври не било пукање на првата пушка против фашизмот во Македонија од страна на македонскиот народ, туку идеолошки конфликт помеѓу бугарското население во Македонија, помеѓу левицата и десницата. Се согласија без да го прашаат народот и затоа ние велиме, ајде на референдум, да го прашаме народот дали тоа го добро. И ова е само предигра, драги пријатели. Целта на сето ова што ни се случува е промена на името на државата, јазикот, нацијата, промена на идентитетот. Исто така, во овој пакет, кој што тие го нарекоа редефинирање, освен промената на името и идентитетот, освен штетниот договор со Бугарија, се планираат и двојазичност на целата територија преку законот за двојазичност, кој што е неуставен, да го туркаат иако е неуставен. Планираат исто така зголемување на даноците, носење на мигранти во Македонија и нивно трајно доселување по нашите градови, давање на државјанства на нив. И се разбира она за што веќе почнаа да подготвуваат терен, а тоа е легализација на хомосексуалните бракови и можност истите да посвојуваат деца. Сакам да се обратам до функционерите на СДСМ. Ке помине време, неколку години од сега, и кога ќе треба да излезете на улица, да се сретнете со вашите комши и со вашите пријатели, кога ќе треба да ги погледнете во очи, тогаш ќе се срамите. Ќе одите со наведната глава, а вашиот товар и срам нема да може да се заборави. Иако имате богати спонзори, вие ги немате парите со кои можете да го купите достоинството на народот на Македонија. Нема лезет од власт
добиена од криминал. Нема аер од функции, добиени лажики го и притискајки го народот. Ќе се обратам и до оние кои се уште не се определиле, а кои се загрижени од она што и се случува на нашата држава. Знам дека не ви е сеедно кога гледате што се случува. И знам дека длабоко во себе ја чувствувате опасноста во која ја втурнуваат овие неспособни луѓе нашата држава. На дел од вас се закануваат, а на дел ветуваат се и сешто, но реално нема ништо да остварат. Сакам да ве поканам да се спротиставите, да излезете на гласање и да го дадете вашиот глас гордо и достоинствено, знаејќи дека ние сме тука секогаш кога на Македонија, на вашата општина, тоа и е потребно. И секогаш таа ќе биде. Тие што владеат со криминалци и со корупција, треба да знаат дека нема хунта која не била победена од народ, дека нема помрачување кое не било осветлено од народ порано или подоцна. Лажеа дека се борат против режим, а тие станаа најголем режим. Лажеа дека нема слобода и демократија. Прво нешто што направија кога дојдоа на власт, ја укинаа демократијата. И секој ден, чекор по чекор, ја одземаат слободата. Велеа дека нема независност на медиумите, а прво нешто што направија кога дојдоа на власт, ги уценија газдите на медиумите и ја одземаа нивната независност. Велеа дека ќе работат, а секој ден гледаме како се краде и се назадува. Па за ова ли се бореа? Да има техничка влада пред предвремени избори, да има премиер, Министерство за внатрешни, за труд и социјална политика, заменици за администрација, за земјоделие. Оваа држава е на овој народ и нема да може да му биде украдена. Порачувам дека нема да не скршат, нема да не поколебаат, ниту да не упошат. Заеднички ќе се спротиставиме, сите ние граѓаните на Македонија. Да не дозволиме апсолутна власт во државата. Да не дозволиме да станат монарси и шерифи. Да не дозволиме да ги одземат бастионите на ВМРО ДПМН. Од нас зависи. 29. еве го. Излезете и гласајте. Излезете и гласајте пред да биде предоцна. Шансата е тука да прво. Во сите години на власт на СДСМ, па и на овие 5 месеци сега, од почетокот на мандатот, не направија ниту еден проект за Демиркапија. Тоа го знаете вие. Драги пријатели, во 2006 година, овде во Демиркапија, имаше се, кога дојдовме во владата, имаше се на се 430 вработени во Демиркапија, во целата општина. Толку беа регистрирани вработени. 430 луѓе. На крајот на минатата година, бројот на вработени изнесува околу 1100 луѓе. Од 430 на околу 1100 вработени луѓе. Така ќе продолжиме и во иднина. Истовремено ќе обезбедиме учениците од прво до пето одделение да имаат бесплатен и здрав оброк во училиште, со што ќе се обезбеди здрава исхрана за учениците, но и заштети за семејствата, за нивните родители. Општина Демиркапија и Трајче Димитриев ќе овозможат можности на граѓаните за стекнување со собствен дом по символична почетна цена од само 1 евро по квадратен метар на земјиштето. И ќе ги укиниме и намалиме трошоците за комунали, за градба на куќа. Нудиме концепт во кој нема да има неасфалтирана улица и каде што нема да има неосветлена улица. Парк во секое мало. Ќе се реконструираат улиците Партизанска, Борис Кирич, 8 март, Гоце Делчев, во селото Клисура. Односно, Гоце Делчев, потоа истовремено се планира реконструкција на дел од патот Демиркапија до селото Клисура, со што ќе се добие побезбеден сообраќај и ќе се возможат услови за развој на етно-винско село Клисура. Ќе ги асфалтираме и улиците во селата Бистренци,
Корешница, Чифлик, со што ќе се подобри пристапот на жителите до социјалните објекти. Со цел подобрување на системот за водоснабдување, се планира и надградба на системот за водоснабдување на Демиркапија. Во село Прештево и село Дрен планирана е изградба на канализацијска мрежа. Истовремено планираме изградба на водовод и канализација за населеното место Дошница. Се предвидува и регулација на река Бошава во Демиркапија. Во делот на образовната инфраструктура планираме доградба на основното училиште Димче Ангелов Габерот. Планираме исто така изградба на спортски центар во локалитетот Дошница со отворено игралиште за фудбал, игралиште за баскет и игралиште за тенис. Се планира и изградба на отворено побочно фудбалско игралиште во Демиркапија. Истовремено се планира изградба на игралиште до училиштето во село Прештево. И се планираат поголем број проекти кои се внесени, наведени во програмата на градоначалникот Трајче Димитриев. А јас знам дека тој ќе најде сили да направи нешто повеќе од таа програма, како што секогаш наоѓа сили, наоѓа начини да им помогне на своите сограѓани и во добри и во тешки времења. Тој беше секогаш тука, кога требаше да се помогне на некој индивидуалец, на некој семејство и секогаш кога можеше помагаше. Сега е време да му се даде подршка со целото негово досегашно стекнато знаење и искуство да продолжи да ја води Демиркапија во правец кој ќе биде најдобар за сите жители за Демиркапија. Јас верувам дека ќе биде така. Јас сум убеден дека во недела победуваме. Горди, исправени, достоинствени, сигурни во себе, излегуваме, гласаме и победуваме. Да сте живи и здрави. Да живее Демиркапија.